Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кочани и во наредните 2 години ќе продолжи со 50% од цената на билетот да го субвенционира функционирањето на јавниот градски превоз. Таква одлука донесе Општинскиот совет, при што за оваа намена ќе се обезбедат над 27.500 евра, што од Општинскиот буџет ќе му бидат платени на избраниот превозник. И во наредните 2 години локалната самоуправа на Кочани од сопствениот буџет ќе кофинансира 50% од цената на билетот за јавниот градски превоз. Таква одлука донесе Советот на Општината на 30-тата редовна седница, откако беше повлечена претходната одлука рокот за кофинансирање да биде 5 години. Иако се очекуваше точката да има едногласна поддршка од сите советници, сепак таа беше искористена за меѓупартиски препукувања, па наместо да се разговара за одлуката, на моменти дискусиите повеќе имаа политичка конотација. Сепак, од Општинската администрација дадоа кратко образложение поради што се предлага измена, и тоа само во рокот на кој ќе се однесува кофинансирањето на градскиот превоз. Не станува збор во дилемата дали претходно имаме донесена законска одлука и оваа истата што сега ја предлагаме, туку само е доведено во прашање периодот на важност на одлуката и последиците кои ќе произлезат од неја, односно периодот на распишување на јавната набавка. Вие сами знаете дека јас и на самата седница предложив периодот да биде скратен на 2 години, меѓутоа точката помина како што помина. После тоа исконтактиравме писмено до Советот за јавни набавки. Насоката нивна беше дека јавна набавка не препорачуваат јавна набавка подолго од 2 години. Поради ова, за да ние ја распишеме, бараме само измена на делот на периодот. Една работа што апсолутно сметам дека треба да биде поддржана од сите советници, што не треба да го поврземе со политичкиот момент, сепак и мандатот на овој градоначалник завршува за 2 години, а последиците од оваа одлука ќе трајат уште 2 години. Одлуката за кофинансирање на јавниот превоз во периодот до 2021 година не беше едногласно донесена, откако советниците од опозицијската ВМРО ДПМНЕ беа воздржани или не гласаа, со забелешка дека на претходната седница веќе дале предлог рокот да биде 2 години. За измената на одлуката поддршка имаше од 11 советници, а 2 беа воздржани. За покривање на трошоците за кофинансирањето од Општинскиот буџет ќе бидат издвоени 1.700.000 денари, односно граѓаните и понатаму ќе плаќаат само 10 денари за едно возење, под услов ако во наредниот период не дојде до драстична промена во цената на нафтата и нафтените деривати. Поплавени дуќани и кафе-барови. Вработените и собствениците на дуќаните и кафе-баровите сместени во тунелот и на горниот кат од Траговскиот центар мака мачат со водата која тече како резултат на затнатите канализациони цевки од зградите над нив. Бараат одговорните служби да преземат мерки за решавање на проблемот кој им предизвикува големи штети. Пред една недела поплава, сега повторно истиот проблем. Вработените и собствениците на бутиците и дуќаните кои се наоѓаат во тунелот во Траговскиот центар мака мачат со поплавата и водата која што постојано тече и им навлегува во просториите, пошто им прави огромни штети. Постојано тече од затнати канализациони цевки од зградите над нив, а водата тече и до струјомерите, поради што тие стравуваат од дополнителни штети и електрични споеви. Пред една недела се случило истото и засегнатите си платиле да им ги исчистат затнатите цевки, но сега повторно истиот проблем. Слична е состојбата на горниот кат од Траговскиот центар кај компјутерите и кафе-баровите, откаде што велат дека цело време ја чистат водата која постојано тече. Тие велат дека поплавата настанува поради тоа што станарите на зградите не само во тоалетите, туку и преку тераса фрлаат се и се што, зашто неретко се случува и да повредат некој, па во таков случај реагира и полицијата на повик на оштетените. Подозгоре станарите што фрлат влажни мрамчиња и се запушува шахтите. Пред една недела имаме проблем, запуши се, значи доле од дуќаните изби водата и постепено кај нас почна да избива. Тука беше поплава 15-20 сантима вода. Викаме мајстор приватен ноќто 2 сато. Дојде извади како едно пола метро влажни мрамчиња извади.
Да, вие на приватно си викнете? Да, приватно си платиме. Денеска истиот проблем па почна да излава. Водата уште не е, ама почнува да излава. Значи доле почна да тече кај бутиците направил спрат. Звонивме на комунален инспектор. Комуналниот инспектор оградува се дека не е нивна надлежност, дека не може записник да направи. Звонивме у водовод, исто и водовод не е нивна надлежност, не може да направи. И значи наша надлежност, еве го мајсторо, позади вас, приватно, 1500 денара, ние пред една недела плативме, 1500 денара сега ќе си платиме, па може за 2-3 дена пак ќе биде 1500 денара и не знам, значи работата не е само проблемот со фрлат марами, значи проблемот имам и друг, фрлат се и сешто. Значи отрасте, снимајте од позади, ќе видите на лимо, секој месец го чистиме ние и горе над нас што е станаро. Значи фрлат манџи, фрлат компоти, фрлат зајтини, млека, шо и текно дозгоре, се што треба за контингер, они го фрлат на терасата тука. Значи, звонивме, еве, у полиција 2-3 пати пријававме, мраз, огромна топка мраз беа фрлиле пред таквото, пријававме, колегата пријавал полиција, значи, доваѓа инспектор и ништо. Продолжува си тај проблем. Засегнатите прашуваат докога вака ќе имаат штети и ќе мора приватно да си плаќаат за затнатите канализациони цевки и бараат одговорните побрзо да го решат проблемот, но бараат и поголема одговорност од станарите да не се фрла се и се што во тоалетите и преку терасите. Потрошувачите ќе добиваат експертски совети од страна на одговорните. Организацијата за заштита на потрошувачите Кочани го реализира проектот за подршка во реализација на програмата за заштита на потрошувачите за 2019 година. Во текст се активностите како дел од него. Доделување финансиски средства за реализација на програмата за заштита на потрошувачите за 2019 година е проектот кој го доби Организацијата на потрошувачи Кочани и кој е во тек и има бројни активности кои ги истакнаа од организацијата. Целта на проектот е потрошувачите да добиваат експертски совети и статистички да бидат прикажани поплаките кои се пристигнати и кои пристигнуваат во организацијата. Организацијата за заштита на потрошувачи на Кочани во реализација сега на еден нов проект. Тоа е подршка во реализација на програмата за заштита на потрошувачите на Кочани, иницирање на средба помеѓу представници од Министерство за економија, членови на Советот за заштита на потрошувачите при Влада на Република Северна Македонија, Организација на потрошувачи на Македонија и представници на општина Кочани и Советот за заштита на потрошувачите при општина на Кочани. Активностите, значи сега треба да се напоменат описот на активностите и начинот на реализација. Ке има ангажирање на експерт за изготвување на информација, изработка на текстови, запишани и електронски медиуми, изработка на содржини за социјални мрежи, Facebook и експерт за соработка со медиумите. Ке има изработка на лифлетот во однос на заштита на здравјето на потрошувачите, правата на потрошувачите, значи двострано, собирање ќе има понуди од 3 понудувачи, избор за најдобар понудувач со најниска цена за изработка на една брошура и дисеминација на лифлетот и лифлетите и брошурата на Организација на потрошувачи на Македонија, поставување на лифлетите и брошурата на фреквентни продажни места, одржување на една трибина за представување на истите. Целта на проектот е давање експертски совети на потрошувачите и статистички приказ на пристигнатите поплаки, експертска подршка на советување во повеќе области со ангажирање на експерти и статистичка соработка на пристигнатите поплаки и набавка на лаптоп компјутери за соодветното место за да може софтверски да се комуницира со Републичка државна инспекција. Активностите како дел од проектот ќе треба да бидат реализирани од октомври до декември, кога истиот би требало да заврши. Со молитви за здравје и строг пост, православните верници го празнуваат големиот христијански празник Крстовден. Со света божествена литургија празникот ќе биде одбележан и во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Празникот Возвишение на честниот крст или Крстовден со света божествена литургија ќе биде одбележан во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги.
Ќе се чита слово за воздвижението на честниот крст, а според типикот на овој ден е преодреден строг пост без масло. Како што знаеме од историските податоци, светата царица Елена, мајка на познатиот цар Константин Велики, кој што всушност со познатиот Милански едик во 313 година дал слободно изразување на својата вероисповед, односно на христијаните им дал потполна слобода за исповедување на својата вера. Откако отишла да се поклони на светите места каде што нели живеел нашиот Господ Исус Христос овде на земјата, посакале да го најде и честниот крст, па според преданиите барали на повеќе места и според окажувањето на еден јудеец го нашла честниот крст под храмот на некои идолски богови, не се сеќавам кој беше. И откако ги наше откако ги наше трите крста Христовиот и двата на разбойниците, се појавила она недумица кој од тие три крста е всушност вистинскиот Христовиот на кој што бил распнат нашиот Господ и Спасител. По Божја промисла во тоа време поминувала поворка со мртовец и царицата наредила да биде сопрена поворката, и откако ги доближиле сите крстови на покојниот воскресно, откако бил доближен до него нели животворниот крст Христов, пошто било знаено дека тој крст е токму оној вистинскиот кој што го барале. Историјата сведочи дека овој настан се случил во 326 година, точно на овој ден, и токму затоа и востановен овој празник нели како спомен на пронаоѓањето на честниот крст Христов. И според типикот пропишен од православната традиција, овој ден е строг пост. Од една страна овој празник е радосен, но од друга страна, знаејќи дека нашиот Господ и Спасител страдал на крст и својот живот го нели положил токму на ваков начин на мачење со распнување, црквата востановила овој ден да биде нели строг пост, каде што исто така си спомнуваме и за страдањата Христови. Целиот богослужбен поредок на празникот Крстов ден, изнесувањето на честниот крст од олтарот, издигнувањето, поклонувањето и целивањето има за цел да не воведе во особитијата поврзани со Христовото заминување на крст, на смрт и воскресението, потоа пронаоѓањето на крстот и неговото изнесување од земјата, издигнувањето и поклонението пред него. Триесет единици крв се собраа на крводарителската акција што се одржа во просториите на Црвен крст Кочани. Граѓаните ја покажаа својата хуманост и ја даруваа скапоцената течност. Институтот за трансфузиона медицина од Штип во соработка со Општинската организација на Црвен крст Кочани организираа крводарителска акција во која скапоцената течност ја даруваа 37 граѓани од Кочани. Од Црвен крст воглавно задоволни од текот на акцијата и бројот на собрани крвни единици. Денеска во Црвениот крст се спроведува 12-та поред за оваа година крводарителска акција во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Самата акција започна во 8:30 и ќе трае до 15 часот. Планирана бројка за количина на крвни единици е 30 до 40. Сакам да кажам дека самата акција моментално е во тек и моментално имаме околу 20 на собрани крвни единици. Ова се нели редовни крводарителски акции кои се спроведуваат секој последен четврток во месецот. Исто така во месец октомври планирани се и редовните крводарителски акции кои ќе се спроведуваат во двете средни училишта Љупчо Сантов и Гошо Викентиев, за кои дополнително нели ќе бидете информирани, како и планирани акции кои ќе се спроведуваат во институциите нели до крајот на оваа година. Општинската организација на Црвен крст Кочани редовно секој последен четврток од месецот реализира крводарителски акции на кои граѓаните на Кочани и околината даруваат крв и со тоа ја покажуваат својата хуманост. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово доживеа пораз во првиот 8 на финален надпревар од Купот на Македонија. На гостувањето во Струмица против Академија Пандев, нашите фудбалери загубија со 3:0. Кочанскиот фудбалски второлегаш Осогово останува со мали шанси да го продолжи натамошното надпреварување за Купот на Македонија. Жолто-сините во средата попладне во Струмица во рамки на првата средба од 8 на финалето се сретнаа со бранителот на титулата од минатата сезона Академија Пандев и доживеа пораз од 3:0.
Ваквиот епилог им можеше да се очекува со оглед што струмичани и годинава се меѓу фаворитите за освојување на националниот куп. Најавата за поразот дојде уште во првото полувреме во кое домакините водеа со 1:0, а до крајот на средбата уште 2 пати ја затресоа гостинската мрежа. Домашните фудбалери Ѓорги Стоилов со 2 погодока и Марко Рајковиќ со 1 беа стрелци на средбата со Согово. Со ваков резултат струмичката екипа со едната нога веќе е во четвртфиналето. Негативата од 3 гола пак на нашите фудбалери не им остава ниту минимална доза на оптимизам за да можат мирно да го очекуваат реваншот на Никола Мантов. Со оглед што ниту во правенството не им оди најдобро, куп надпреварите најверојатно ќе бидат во втор план на новиот шеф на стручниот штаб Савов, бидејќи поважно е освојувањето правенствени бодови и поправање на пласманот на табелата. Реванш над преварот од 8 на финалето против Академија Пандев на стадионот Никола Мантов ќе се игра кон крајот на октомври. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.